Подигнување на сообраќајната свест и култура на младите. Ова е целта на проектот Детски семафор во кој учествуваат учениците од 4 до 8 оделение од општинските училишта. Регионалните надпревари се состојат од теоретски и практичен дел, а се одржаа во основното училиште Кирил и Методи во Тетово. Овој проект се дели на две фази. Првата фаза ќе биде теоретски дел и втора фаза практичен дел. Најдобрите учесници во ова регионалните надпревари ќе учествува и во републичките надпревари кои ќе се одржат во Скопје на 17 мај. Целта на овој проект е да се дига сообраќајната култура кај категорија на овои учесници во сообраќајот. Учениците кои учествуваат на надпреварите, освен што ќе се здобијат со знаења за сообраќајот и сообраќајните правила и прописи, имаат можности да се дружат. Јас сум Николина Джагова, учам во основното училиште Кирил и Методи, кај што се организира овој надпревар и навистина сум многу радосна што имам можност да учествувам, бидејќи ова е навистина еден убав надпревар во кој може освен да освоиме награди и да се дружиме. Јас сум од основното училиште Гоце Делчев, се вика Марија Дечиновска и многу сум радосна што ќе учествувам на овој надпревар. Доаѓам од Тетово, од основното училиште Гоце Делчев и се викам Дарко Стојчевски. И многу сум радосен за надпреварот. На овие надпревари е важно децата што помасовно да учествуваат, вели Љупчо Ставрески, секретар на Републички совет за безбедност на патишта. Повеќе од 48 години се одржува ова манифестација и е многу важна за едукацијата на децата, од аспект на превенција, на нивно знаење и познавање на вештините од областа на безбедноста на сообраќајот, затоа што безбедноста во сообраќајот е најважната работа. Може некое дете да не знае една лекција да научи во животот или нешто друго, меѓутоа ако не ги знае сообраќајните знаци и правилата, може да биде кобно во однос на животот на учесниците во сообраќајот. За нас е важно децата масовно да учествуваат, што овде и се случува, затоа што тие се многу подготвени, само треба наше поголемо внимание и наша поголема грижа и како родители, како наставници, како општина и како совет и како држава, за да се грижиме за нашите деца да бидат спремни за во сообраќајот, да учествуваат, за да бидат безбедни во сообраќајот. Ваквите регионални надпревари имаат едукативно значење за младите од областа безбедност во сообраќајот, а се и во функција на подобрување на вкупната безбедност на патиштата. Овие надпревари се одржуваат повеќе од 48 години.